Добро вечер. Во ова видео ќе ви прикажам како функционира email маркетинг модулот и маркетинг automation модулот. Ова е главната страница на email маркетинг модулот. Тука може да видиме дека имаме листа од веќе креирани имејлови, а од десна страна статистики за истите. Да видиме како изгледа креирање на нов мејл. Тискаме на копчето new. Тука имаме неколку полиња. Ова е како ќе се вика мејлот. Да кажем дека сакам да направам мејл за промоција. Тука селектираме кои се примателите на мејлот. Може да биде единечен контакт или група на контакти. Еве да кажем дека сакам да опратам мејлот на сите студенти. Селектираме ова. Ќе ви објаснам за кратко како функционира ова. Тука ни се дадени темплети. Може сам свој да си направиме. Мене ми се свиѓа овој. Од десно ни е едиторот за мејлот. Со него може да додаваме текстови, слики, колони, бројки и различно како нас ни се свиѓа мејлот. Од кога ќе го креираме мејлот, да не го праќаме одма, имаме функција тест. Ова ни праќа демо како ќе изгледа мејлот. Сега ќе видите, го праќам на мојот мејл. Стига. Еве како изгледа тестот. Имаме да наместиме по некое време да се прати или различно. Mailing list ни се група на контакти кои ги имаме, mailing contacts ни се поединечни контакти. Во reporting може да имаме статистики за нашите мејлови, например колку луѓе кликнале, колку имејлови се пратени, колку се прекинати и така натака. Marketing automation. Ова ни е главната страница. Тука можеме да видиме ново креирани кампањи, кампањи што се во тек и прекинати кампањи. Да видиме нове кампања како изгледа. Имаме три понуди, имаме од почеток или имаме некои темплети дадени више. Еве ќе го селектирам ова. Тука имаме неколку полиња. Ова е кој ни е таргетот на кампањата, може да биде контакт или група на луѓе или слично. Тука ни се филтри различни. Например, можам да ставам примателот да биде во Македонија. Еве вака. И имам различни филтри. Еве може да ги разгледате тука. Ова ни е диаграмот на активности. Ова ни објаснува што ќе се дешава од кога ќе се пушти кампањата. Еве, тука имам ставено по еден час да биде пратен мејл за каталогот. Тука може да се едитираме, например, после колку сати, после колку дена, после колку месеци. Може исто така да направиме од кога ќе врати корисникот на мејлот, што да се направи некоја акција и слично. Тука имам исто така опција за тест. Еве вака. Сега е пуштена и ако стиснам ова ќе ми се прати. Во reporting делот можеме да видиме статистики за кампањите, колку кликнале и колку ги виделе, колку се видени, кои луѓе и различни други статистики кои ги помогнат за маркетинг стратегијата. Благодарам на вниманието.